Мојот дом е таму каде што ќе посакам. Мојот дом е таму каде што... Така ми се наредија некако работите. Јас ова лето имав доста настапи надвор од Македонија, имав во Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, дури во Будимпешта имав настап. Сакам природен мед, како замена за шеќер, сакам бои што прават. Сакам да стигнам до што повеќе луѓе од регионот на македонски јазик. Имаме толку прекрасен јазик, што толку може креативно да се искористи за да се твори, што е голема штета според мене да како македонка да правам музика на англиски, искрено. Најкреативен можеш да бидеш на твојот јазик. Јас не мислам, окей сум со тоа да напишам некој текст на англиски и да отпеам и тоа можеби ќе се случи во иднина, но во моментов баш мислам дека прво има потреба од свежа македонска музика. Имаме и прекрасни бендови што патувале надвор и свиреле македонска музика и чувствувам јас одговорност дека јас тоа треба да го правам и да се шири македонскиот јазик, да го има што повеќе, затоа што ова е нашиот простор, Балканот е дома. Кога сакам денот што со сонце, ќе почне и ме носи до луѓе и до места што прават да сум дома, за убави моменти што прават убав спомен. Сакам бранови што брануваат во мир, сакам звуци тивки во природа се скрив. Сакам да се радувам. Баш одговорност и е голема чест да добијам награда со тоа име. Баш ми е мило што јас сум првата македонка што ја освоила оваа награда и исто така првата македонка што гостувала кај Кесич и тоа по втор пат успев да гостувам после наградава. Многу ми е мило што ова се случува, што јас добивам поддршка од Србија за мојата музика. Треба време додека да стигнеш до момент да луѓето приметат и да те одобрат. Кај мене тоа функционира споро и баш ми се свиѓа што се случува тоа на тој начин, затоа што многу е подобро да споро допирам до луѓе и ме дознаваат, отколку одеднаш да ми се случи некаков бум кај што сите ме знаат, а јас немам што да покажам. Добивам доста голема поддршка од луѓе што јас многу ги почитувам, како Фолтин, како Супер Хикс, како Каролина Гочева. И гледам дека луѓето што треба да ми дадат некакво одобрение или убав збор, веќе го прават тоа и ме поддржуваат. Тешко е да испливаш помеѓу сите работи што се сега вирални. Веројатно поради тоа што медиумите се повеќе оптеретени со политички работи или со не знам, со програм, мислам дека има зошто мојата генерација не уклучува телевизор дома да гледа. Секој ден е убав, само ако ти си. Повеќе ги користам социјалните мрежи, како Facebook, Instagram, YouTube, се си отворив и TikTok. Брежам по форма на спомени, спомени топли и спокојни. Сам на себе си. Треба ти да се гураш, да ставаш на социјални мрежи твои... Мислам, и убаво е во исто време, затоа што во денешно време не ти треба голема продукција за себе, за да тоа сум јас. Буквално сама ги правам работите, сама ги споделувам и на тој начин успевам да бидам приметена. Нека ви